Добри ден во студио за моите гости, Петар Гошев, поранешен гувернер на Народна банка, Ацо Кабранов, новинар, уредник на Либертас порталот. Одиме прво со вчерашниот ден, кога државниот секретар американски за Европа и Азија си отиде, но изрично кажа дека селективна аболиција не доаѓа во предвид и токму тоа го направи парламентот, односно владачката гарнитура ВМРО, ДПМН и ДУИ. Зошто ризикуваат и ВМРО и ДУИ без кај странците? Господин Гошев, може да се обясни. Зошто удираат шамар всушност на дипломатите, особено на Америка, е една од најмоćните земји во светот, можеби најмоćната. Па очигледно тие уште проценуваат дека можат да се однесуваат така. Затоа што ние имаме работа со државен тероризам. Дефинитивно. Тој државен тероризам го прават институциите на државата. Институциите на државата се алатка на народот за подобар живот во едно општество. Тие институции може да ги смени народот, да ги видоизмени, да ги доведе во ред, да ги укине ваквите и така натаму. И не само преку избори. Народот тоа или поголемиот дел бара со молби, со укажувања, со дискусии, со дебати, со штрајкови по улиците. Од другата страна, другиот фактор е меѓународниот, кој што исто така досега со укажувања, со молби, со барања за отрезнување, за освестување и така натаму. Тоа очигледно не дава резултат. Имаме државен тероризам кој што не се менува со молби, со вообичаени демократски средства и се движиме кон фазата кога веројатно единствениот лек е со доволна сила, домашна. Да. Што значи тоа доволна сила? Доволен притисок. Мирни протести, ненасилни, на што посебно е горд. Да, ние имаме мирни протести, имаме нешто што досега го немало во Република Македонија. Имаме раѓање на вистински граѓански активизам, поистраен од било кога до сега, но очигледно тој притисок не е доволен. Значи, тој притисок мора да се зголеми ако сакаме да одговориме на овој државен тероризам. Добро, што... Од друга страна имаме притисок од меѓународната заедница, во сите форми досега гледаме како тој се одвива, и тој не го дава вистинскиот резултат. Тоа значи и едниот и другиот притисок мора да се зголемат до точка до која што овие бандити што се на власт, што ги претвориле државните институции во терористички, ќе се откажат од методите на нивното управување. Добро, ајде. А Кабранов, како вие гледате, дали шарената револуција наместо цвеќиња треба поинако да се однесува кога подаруваат цвеќиња на полицијата? Јас сум говорник уште одамна дека странците треба да помагаат во процесот и апсолутно помагаат. Ја немам сомнеш дека они не помагаат. Но треба да се научиме дека ние сами треба да си ги средиме работите дома. Значи, овој народ треба да расчисти со себе, дали сака мафија и понатаму да го води, дали тоа може да го толерира и дали тоа му одговара. Шарената револуција си го прави своето, но тоа не е доволно. Не е доволно, да речеме, 10.000 на улица, а 100.000 од дома у папучи гледаат и аплаудираат. Па до кога така? Мислам, шокантно е сега, ако вашето дете излегло надвор и бара слобода, а ти седиш поред телевизор и гледаш и навиваш, аплаудираш. А може би не навиваат. Може би дел од народот навиваат. Јас добро. Ќе ви кажам, пред некој ден еден комшија кој што го знам, мислам, не е определен, стварно не е толку исполитизиран, но е загрижен за состојбава. И вика, па што ќе правиме сега, до кога така? Едни по улица, ама ништо од тоа. А викам, ти си бил на улица? Па не сум бил. Па тогаш зашто прашува, што ќе правиме? Тогаш седи и гледај телевизор
И гледај, па вика, види сега си избрал, они пак си ја вратија владата. Па да, треба и Груевски да се врати, вика. Што ми е така? Он ја добива силата од тоа што не ја гледа масовноста. Па треба масовност. Зошто не може да се повтори 17 мај? Но Груевски не би се повлекол колку и да е масовен Па тој протест и па отпор. не знам дали баш нема да се повлече. Значи, странците помагаат апсолутно, јас неам сомнеш дека не помагаат. Може би еве во некои финеси, мене вчера ми пречеше, хојтли, што кога он тука е, Груевски го прави тоа и он оди на средба со него. Ако ништо друго дипломатски е да му ја откажеш средбата и да кажеш ке те соопшти утре Бели зошто не се сретнавме. Затоа што он пред да се сретнат му ја смени агендата. Наместо да разговараат за аболиција и за тоа, он му ја смени агендата. Ја врати владата. Значи играл. И се којтли оди на средба со него и разговара и Груевски издава соопштение дека разговарале за реформи, за Арно не рече и дека и за нови работни места разговараат, која е странска инвестиција. Мислам, па до толку народов да трпи некој мајмун да го прави, ја не го разбирам тоа. Добро. Господин Гошев, вие како гледате, кои методи и стратегии треба да се применат? Ако сметате дека притисокот и на меѓународната заедница и на ширената револуција не е доволен? Видите, ние се изнаслушавме во овој период од многу аналитичари, од многу политичари, да речем од сите нас на крајот на краиштата, многу интелектуални вежби. Ваква влада, ваква мерка, ваква измена на законите и така натаму, тоа ништо не помага. И треба да се констатира дека тоа не помага. На дело имаме еден насилник, кој што е во параксизматична ситуација, во крајните манифестации на болка, на бес, на лудило, и кој што влече потези, кои што водат сметка, поаѓаат само од тоа што тој мисли дека го спасува. И тоа не помага. Никаква молба, никаква сугестија, еве ниту од надбор не помага. Ако тој размислува, ако Запад ми ги блокира патувањата, например, Ако стапат на сила следат санкции, мерките, замрзнување, тој размислува дека јас ќе патувам можеби во Белорусија, во Русија, во Кина, во Турција. Ако западните институции не ми даваат финансиска подршка, јас ќе барам од овие слични на мене деспотски Азербејџан е тука режими. исто така на топ Тој листа. така размислува. Од друга страна, ја имаме целата опозиција, го имаме германскиот сектор. Таму нема доволен степен на обединетост. И тоа се гледа. Таму се појавуваат амбиции на лидерства. Ама тоа секојаш така, и во Србија беше така, сегде е така. Па затоа не успеа. Разноликост е тука. Тоа е во И ред. слободоумноста. Не, тоа е во ред. Тоа е легитимно. Да. Меѓутоа има една голема Така, цел. Така. И вие се обединете во една Во цел. овој момент имаш голема Да. цел и ти треба да ја постигнеш таа Така цел. е. Како се постигнува таа цел? Потоа ние ќе зборуваме за разни софистикации, не знам, за вакви нијанси, вкусови на политики, на Така е. уредување на општеството и така натаму. Сега имаме голема цел. Таа цел бара голема примена на голема сила. На голема моќ. Бидејќи имаме злоупотреба на институциите, имаме параполициски структури, приватизирани структури, кои што можат да бидат употребени во одбрана на криминалот на оваа банда. Значи, треба да се направи стратегија како да се амортизира тоа, како да се одговори на тоа. Инаку јасно е дека има многу повеќе луѓе, има повеќе од доволно луѓе што сакаат овој режим да си оди. Да. Но дали е доволна таа мобилизација, таа масовност но тоа на не, мирни демонстранти? но тоа не е доволно. Што треба да се Прво да се масовноста не е доволна, се согласувам со Да. Капранов. Значи не е доволна. Не може 10, 15 Да. и 50.000 луѓе. Да. Треба 100.000 луѓе да излезат. Треба 150.000 луѓе да излезат. И да се тргне со притисок за заминување на оваа власт. Утрово ги прочитав оние неколку сугестии на Ван Халте.
Значи да престанеме да глумиме реформи. Да престанеме да бараме промени на устав, на закон и така натаму, бидејќи не е таму проблемот. Да се формира експертска влада, други други видови на влада, на пример, и така натаму. И што уште нешто таму, имаше неколку. Повторно ние ќе дојдеме, некои предлагаат уставотворно собрание, на пример, концепти. Повторно ние доаѓаме до точката кој се согласува со тоа. Дали овој што е узурпирал власта се согласува со тоа? Тој не се согласува со ништо. Како да се дојде до тие решенија? Тој не се согласува со ништо од тоа. Нема рационално решение. Едноставно. Тој се наоѓа во вистинско лудило. И тоа не може да се реши со ниту едно решение кое што е понудено на маса, како добра волја, како разум, како интерес општествен. Значи тоа не може, веќе се гледа веќе. Значи притисокот мора да се зголеми. Притисокот треба да има на улица. Притисокот па на улица, ако не институциите се узурпирани. Готово е тоа. Значи тоа мора да се зголеми, а истовремено ако странците стварно сакаат да ја решат македонската загадка во овој момент, и тие мора да ги зголемат, да ги видоизменат притисоците. Да применат. Ние треба да им бидеме благодарни на се што прават. Ама и сега веќе и на ова. Но сега се они исто така доведени во ситуација еден болен ум да им удира шамари во секој момент. Они вложија многу. Голем кредибилитет вложија. Да. Замислите колкави се тоа трошоци постојано да се тука. Со стални представници, со постојани патувања, со постојано поставување на дневен ред на македонското прашање, на ситуацијата во Македонија. Тие институции имаат трошоци, тие се платени, тие одговараат таму исто пред своите парламенти, пред своите даночни обврзници и така натаму. На крајот, тие треба да останат во средината на калта. Да загубат од својот кредибилитет. Зошто да загубат од својот кредибилитет? Значи, тие треба да продолжат. Но што да продолжат? Како ќе решат, што ќе решат санкциите кои долго време се најавуваат, оние црни листи, славни црни листи, замрзнување на имот, на банкарски сметки, како ќе ја затресат врхушката? Добро, тоа околу банкарските сметки екс-гувернерот знае подобро. Сигурно дека треба конкретни чекори да направат. Јас сум убеден, ама цврсто сум убеден дека странците, сите овие што доаѓаат толку на високи функции, не ги трошат своите кариери, нити време, за да дојдат тука, еве како и Хојтли што доаѓа, Хендел што доаѓа и сите што доаѓаат, не ги трошат, нема да си ја потрошат кариерата заради еден, јас го викам уличен, кој за жал дозволивме 10 години да не води. Право сум. Апсолутно. Тоа само е прашање на време и он очигледно е дека секој ден само го купува, ништо друго. Проблемот повеќе во нас, условно во нас, го гледам во опозицијата на оние кои што не се слагаме со овој режим. Ние премногу се бавиме сега со себе. Дали треба вака, дали треба така. Ние уште не сме го струшиле режимот, а размишljаме дали да била експертска, дали да била ваква, дали да била може би таква, собствени позиционирања се. Дали граѓанскиот сектор да биде во натре, дали да не биде во натре. Правевме, окей е сето тоа, ја прифаќам слободумноста. Ама не можеш ти сега да не се узурпира партиски, окей. Тоа е најдобро е да биде граѓански револт. Ама не можеш ти сега, ако се појавил таму, да не бидам сватен погрешно, Заев да го свиркаш, он треба да научи да биде свиркан, политичар е. Некој пат ќе му аплодираат, некој пат ќе го свиркаат. Ама да го свиркаш, а од друга страна левица да носи своето знаме. Значи, она го присвојува протестот, што не е окей. А еднакво станува збор за партија. Што не е окей. Значи, сакам да кажам, премногу се бавиме со себе, премногу сами си го саботираме унатре тој протест и тоа му оди во рака на Груевски и на неговите медиуми. Мислам, тука нема лутење, кога они одма ќе земат и тоа у преден план ко удар на вест го ставаат.
Затоа што ние сами со себе се бавиме. Прашањето е А едноставно. не сме дошли ни до рушење на режимот. Прашањето е едноставно. Секој од учесниците во овие протести, секој од противниците на режимот на Груевски треба да се праша. Може сам СДСМ да го сруши? Може движењето протестирам сам да го Никој не може заврши? сам. Може левица сам, ДС и не знам кој. Или пак шарената револуција каде што се Дали сите можат обединети. сами? Да. Значи треба големо, масовно, народно Без движење. суети. Да се заборави кој, што и какви медали очекува од тоа. Треба да се заборави, тоа треба не постои во овој момент. И медали и функции, да не заборавиме. Да, Да. тоа не постои. Плановите се и Ама така Тој што запишани. искрено сака да падне овој режим, на тоа не Така е. треба да мисли во овој. Искрено, рано е за Ништо. функции да се размислува. Треба да се собере маса доволно силна. Затоа што може ние 10 години да шетаме по улиците, Да. бандитот нема да си замине на тој начин. Дефинитивно. Или ќе продолжи агонијата на земјата, нови реки на луѓе ќе заминат од земјата. Да. Ново празнење на просторот. Нова беда, нова мизерија. А тоа не го Ајде околу санкциите мал го праша Фацо. Да. Кој е вашиот став? Што може да сторат санкциите во овој момент? Дали ќе бидат доволен голем удар за ВМРО, ДПМН, Груевски и останатите луѓе? И тука и други? Очигледно е дека странците не сакаат санкции кон Македонија. Но не кон Македонија, кон одредени политичари. Кон одредени политичари Или бизнисмени, да, кои кон се одредени во мрежата политичари некаква. очекувано е дека ќе преминат ако не заврши Да. со позитивен епилог целата оваа драма. Но тоа не е доволно. Затоа што тие гангстери нема да бидат погодени со тоа. Толку колку што треба да ги натера да заминат или толку колку што треба да ги оштети доволно да ги заболи. Затоа што може да настане конфискација на имот, замрзнување на имот. Ти имаат на секаде имот. Но тоа е Може- тоа е една од опциите, од Мо- варијантите. може Ако имаат може секаде, специјалното обвинителство да каже имотите не се суспендирани заради аболицијата. Да. Прашањето на имотите не е суспендирано, да. туку тој процес Може да ќе важи ли започне и судска. Да. И тој нема да помине ако го имаме, ако немаме пробив кон судството. Бидејќи специјалното обвинителство само обвинува. Дури ни таа операција нема да заврши ако нема пробив во судството и ако судството не суди како што треба. судството Дури не и да дава има беден тоа, сега. ако они се аболицирани од одење во затвор, они немаат проблем и да им се земе дел од имотот, а целосно Да. нема да им се земе. Ќе продолжат исто така, како и нивниот прв премиер, креаторот на овој злосторник, Да. Љупчо Георгиевски, да шета низ светот со сите можни сим картички и банкарски картички И да биде бизнисмен. и да биде бизнисмен и да биде канет и понатаму од телевизиите и да соли секој ден лекции како требало да се реши кризата. И еве, пак имавме изум нели од него. А, да, за амнестијата. Амнестијата да се направила, 10 години. ама 10 години да не се бавеле со политика. Па него му Прек- помина. Што е да. прекрасен. Сега може да Една се од врати. понудите според неофицијалните информации сега и на ВМРО ДПМН. Прекрасен предлог, нема проблем, бандитиве тоа ќе го примат без проблем, ќе се шетаат низ светот и по 10 години пак ќе да се кандидираат со големи пари, Пари. бидејќи ја купија, не ја купија, ја присвоија Македонија. Да. Половина од ресурсите се во една мала група на луѓе во Македонија. И тие можат секогаш да вратат удар во секое време со тој економски капитал кој што го ставија, го згрнаа во овој период. Добро, дали санкциите само се единствениот метод стратегија на меѓународната заедница? Постојат и други варијанти, Не. например, да се покрене некаква истрага во странство. Јас сум на убеден дека на странците меѓународен суд да се имаат одговара. и сознание и докази за многу работи што ги направиле, што ние појма немаме дека ги направиле. И имаат начин они тоа да го сигурно ги имаат нивните служби. Многу пострашни работи од што ние можеме и да сониме.
што ни правеле. И сигурен сум дека може да го на крај употреба тоа. Мене ми е јасно дека очигледно е што Груевски вака оди, дека е очигледно дека никој досега нити му прифатил, нити му ветил дека ќе биде амнестиран. Оти да му ветиле дека лично него амнестија ќе има за него. Нема да инсистираат на селективна амнестија. Не, неразумни потези, што вика Гошев, шамари удирање на странци. Значи, никој уште, мислам дека не му ветил, окей, ти ќе бидеш амнестиран, тргни се и од политика и од се, значи никој не му ветил. Мислам барем ја така. А сигурен сум дека странците знаат многу повеќе за нивните вулканици од тоа што ние можеме да судиме. Или македонското законодавство или останатите институции. Кој е законодавство македонско? Нема више закон во Македонија, нема ништо. Добро. Добро. Само прашањето е до каде тие сакаат да одат. Да. Бидејќи пред себе тие имаат сепак една самостојна држава. И не сакаат да манифестираат инвазија во една самостојна држава. Треба да ја најдат мерката и сите мерки да ги продадат и да бидат купени од меѓународната заедница. Тие мерки кои што ги применуваат кон Македонија, кон режим во една држава. Затоа што има и други држави со исти бандитски власти. Не го прават тоа таму. Има и во собствената Унија бандити, деспоти, автократи. Не ги пременуваат тие мерки. Значи, они ја бараат мерката на притисок. Се уште ја бараат од она што наблюдувам. Дека можат уште нешто да направат, во тоа сум сигурен. Но дека ние пред се треба да им помогнеме во тоа, со домашната енергија, оваа досега помогна да го зголемат они притисокот. Но јасно е дека не е доволна. И демократскиот свет во Македонија, демократската јавност, индивидуалци, интелектуалци, политичари, партии, граѓански здруженија, владини, невладини, треба да размислат. Не може академијата да прати соопштение заради притисоците што ги има, да го пушти соопштението во јавност и академиците со падната коса, со по 3 влакна на главата, да си се зачешлаат потоа, офарбани или не офарбани, и да си одат дома мирно и да кажат, ние завршивме нашата работа, ние одговоривме на совеста која што не притискаше. Тоа е комично. Тие треба да излезат како институција, комплет, ако се институција, се чувствуваат институција на овој народ. Ако трошоците таму сметаат дека оправданост, без оглед колку се мали, големи, доволно за нивната големина што самите си ја одредуваат и така натаму, или некој им ја одредил со тоа што ги титулирал како академици. Треба да излезат, таа институција треба целосно да кажеме откажуваме на овој режим. Не да гледаме еден по еден, во одредени точки дава по некоја изјава. Тоа важи не само за академијата. За сите. Тоа важи за целата универзитетска јавност. Се секавате, за жал, за мене академиците завршија во онаа колоната кога чека ред да се подпишат на магистерската на Груевски. И тука заврши приказната за академиците и мене тоа ми беше толку тажно и или кога се подпишува. Јас сакам секогаш да им дадам шанса на луѓето за корекција. За согледување на грешката, на заблудата, на влегувањето во зоната на неетичноста, не разбирам, сепак они се представници на умот на народот. Не, јас се согласувам со тоа. Нешто друго сакам да ве прашам, не сум ве сретнал, можева. Полно пати сум размислувал зошто е Брисел, Америка е издвојува. Зошто е Брисел толку мек со ова што се прави во Македонија? Мене некако ми се врти у памет дека низ годиниве Македонија беше малку и Белизе на Балканот. И дека тука има измешани и перење пари, и на дел на луѓе влијателни во Европската Унија можеби. Еве, мене актор ми е многу чуден, зашто не се истражува. Тоа се пари од Европската банка, нели?
ние треба да ги враќаме, но сепак, тоа беше скандал, нема ништо од Актор. Не, там при Македонија не била таква пералница. Имало трансфери, имаше една руска банка на почетокот, преку која што само трансферираа пари, постоеше, а ниту еден кредит не дала. Актори такви има во сите држави поединечни случаи. Ама зашто не се истражува? Не, проектот што го работи Актор и изнесува 270 милиони евра. Од тие 270 милиони евра, 40 милиони се донација на Европската. Другите треба да ги вратиме. Другото е собствени пари. Да. И со тие 40 милиона, всушност, Актор го доби тендерот поскап за 40 милиони од најдобрата понуда. Знам. И таму е таа игра калкулација, кај што багабонтиве се имаат договорено да ги соберат тие пари. И знак за тоа е она што се случуваше во банката, во експозитурата во Неготино. Се влече пари, Стопанска, 3 милиона колку се извадили така натаму. А каква е Актор, знаеме и од Грција. Да. Знаеме и од ова сега што се случува таму. Меѓутоа, овие бандити бираат бандити од другата страна, бидејќи со нив можат да договорат такви високи провизии. Инаку не е тоа проблемот со Македонија. Проблемот е што ние знаеме традиционално дека Брисел или Европската Унија е многу неефикасна во решавањето на проблемите на сопствената територија. Тоа е историски. Се гледа. Кое прашање они го решија ефикасно досега. Тоа е клучното прашање. Друго, таму во европскиот пейсаж на политички субјекти има исти како овој нашиот бандит. Тие таму исто се влезени во политичките структури на парламентите на европските. Тие исто цело време до сега вршеа обструкција на процесот. Особено Европската народна партија имаше поддршка. Го бранеа овој гангстер. И затоа оваа аболицијата што ја направи нашиот фикус, тоа беше навистина автогол голем. Јас реков и пенал од 3 метра на 11 метра гол да шутираш. И сега тие замолчаа пред тоа. Тука веќе немаат ни тие аргументи за да го одбранат. И затоа имаме сега таму како ретко досега единствен став на европските институции према прашањата во Македонија. Тоа е тоа. Но во целина е тој гломазен, тром организам со многу потреби за усогласувања, со празни одови и така натаму. Но сега се мислам на добра позиција. Прашањето е само на интензитетот на притисокот. Дали ќе го зголемат, а за тоа сме ние истовремено одговорни или прво одговорни. Ние мораме дома да го зголемиме. Ама апсолутно. На крајот на денот проблемот треба да си го решиме ние. Јас искрено сум оптимист. Мислам дека веќе сме негде при крајот. Не знам кога ќе биде крајот, ама мислам дека сме при крајот. Може сме уморни, сите сме уморни, нервозни, истрошени. Но тоа е тоа, режим не се руши така лесно. Пајажина која што се плетала 10 години, што вика Гошев, ние немаме институции. Ние гледаме. Гледате каква смешка од Уставен суд, па тоа нигде не знам у која држава ќе се направи таков циркус. Пред недела дена вика не сме надлежни, после сме на дугме се они. И одеднаш вчера кога јавија дека судот ќе заседава и тоа, па уште и изјави дека супер, судот како супер, тој е смешки, тој не е суд више. Немаше ни супер, ни не супер со таа Гошева и тие судии таму. Тие се претворени во алатки на тероризмот. Да. На Груевски. Па не може он сам се... Тие институции треба се срушат, нови да се направат. Па нормално. Нови институции може да направат нови луѓе. Не може институции да се градат со овие па за мене е пострашно тоа него парите што ги украде. Добро, ајде тоа е централното прашање. Ајде околу финансиските малверзации, Ацо веќе спомна за Белиза компаниите, но ние видовме дека панамските документи нова работеше моите колешки Сашка Цветковска, Озимец, Маја Вановска, тие работаа на панамските документи, открија офшор компании на влијателни бизнисмени, влијателни која велам во власта, мислам. И сигурно не се миленичење на власта. И последната вест дојде дека
од вчера е таа дека има некоја нова офшор компанија, вице-премиерот Пешевски на Кипар, но ништо не ја потресува ова владеачка гарнитура. Знаете што се случува со психологијата на луѓето? Кога се повторуваат се помасовно злосторствата. Слушате вест загинале двајца војници, например, во Босна или на Блиски Исток или двајца. И вие, ако е тоа прва вест, пред тоа немало, ќе се ужаснете на таа вест. Следната вечер слушате 5. Да, така е. И се навикнувате. Следната чувате 10, Но 100, станувате 1000. И почнувате несвесно да го прифаќате како нормално и ако следната вечер не загинале 100, загинале 20, велите уф. Добро е. Добро или си разочаран, нема лошо. Во Македонија се случува ова. Криминал, нов криминал, скандал, нов скандал. Малверзација, нова малверзација. И луѓето почнуваат да го прифаќаат како начин на живење. И треба некое големо растресување во умовите на луѓето да се случи, да се каже стоп на ова лудило. Земјата отиде без трага. Ние сме на патот на распаѓање, како држава. На патот на распаѓање. Слушнавме една информација, овие се што се градило овие 25 години, овие го пропастиле. Не. Се што се градило 71 години, колку сме 45-та наваму, вклучително и 41-ва, бидејќи тоа што се градила. Значи, повеќе од 75 години се руши. Империи исчезнувале, а не капилар како што е Република Македонија. И овие генерации се одговорни пред сите тие што умреле за конечно да има некое парче што се нарекува Република Македонија. Добро, и околу однесувањето на ДУИ, до вчера пуштаа соопштение дека заедно во согласност со меѓународната заедница тие ги креираат собствените политики со јасни цели ЕУ и НАТО, но сега ги видовме двата шамари и околу аболицијата и околу владата која е составена од власта. За мене е абсолвирано тоа дека Али Ахмети е само председател на месен комитет на ВМРО ДПМН. Ништо повеќе од тоа. И портпарол на преговорите на Пршино. Портпарол на Груевски. Залажувањата дека он се предомислил, странците го притиснале, не го притиснале, тоа е моментално, бидејќи он има внатре во неговата партија страшни проблеми. Криминалната структура, која што сега доминира во ДУИ, во никој случај, не знам колку е Ахмети... Нема да ги испушти уздите, кои ги држи не знам колку е Ахмети завлезен во тој криминал, но е заложник на таа криминална банда. И сигурно дека логично беше он вчера за аболиција да гласаат така. Они се природно сијамски близнаци се со Груевски. Него природно му припаѓа Груевски. Неприродно е коалиција со било кој друг. Они еден на друг природно си припаѓаат. И во начинот на која водат политиката, зашто ние цело време го амнестираме Ахмети за диктатурата и режимот. Само Груевски бил диктатор. Па и Ахмети е. Зашто он не е? Он цело време, што он се ери гледа. Македонците мак се караат меѓу себе и он ја не само давде. Како тоа може така? Добро, постојано се изема. Ама не може иземање. Он е исто дел и чак што више го води, он е исто диктатор и режим. Дуи не е оценет само со финансиските. И со други, да. Скандали. Туку? Тоа веројатно и со досие од минатото за поединци со кои што бандитиве. На какви досија мислите? Претходно беа излегува за лустрација некакви документи. Досија за соработки со со разузнавачки служби и така натаму. Добро. И предпоставувам дека оваа страна другава што сака да ги држи како Покрупно е од криминал, да. Помошник, постојано ги оценува и со тоа прашање. И тие треба да си расчистат таму, тие не се амнестирани, се дел од проблемот. Подеднакво. Се дел од проблемот. Ако ДУИ беше демократска партија, така ќе мораше да ја напушти одамна оваа коалиција. Да. Но дел од Да ја проблемот напушти. Не да глуми
мора албанците да имаат представник. Албанците треба да имаат представник, да. Каков представник треба да имаат? Како представникот на албанците, каква држава им испорачува на албанците? Со глумење, национализам, патриотизам, со стари флоскули, со инсценирање на инциденти, може ги бранат интересите на албанците. Па исто толку или повеќе иселени албанци од Македонија Повеќе има. во овој период имат поради политиките на овие две партии што се на власт. Земете го и Косово, например. Таму имаше жртви за правење на држава. Од Косово има најмногу барања за азил во Европската Унија. Значи и таму има бандити на власт, кои што не го испорачуваат потребниот живот. Ниту албанскиве партии во власта, ниту македонскиве го испорачуваат на граѓаните она што треба. Тие не прават држава функционална, туку тие заграбуваат што повеќе за себе имот и ги гонат надвор сите други, и албанци, и македонци, и турци. Добро, но да, во таква... Тоа се случува. 600.000 луѓе, вели Светската банка, се иселени. Јас не земам здраво за готово податоци, но овие се податоци од Светската банка, од нивните истражувачи се тие. Тие знаат да бројат пасоши. Они вршат редовно пописи. Ние не вршиме пописи за да кажеме ние не е точно тоа. Тие ги имаат пасошите во сите држави, на ОЕЦД, на било кој од развиените држави, колку македонски пасоши има во тие држави. Да. И тие можат да избројат. И за овие 20 и неколку години, 600.000 од Македонија. Значи не се празни само физичкиот капитал, финансискиот капитал од Македонија. Се празни главниот капитал што создава држава и што создава вредности. Луѓето се празнат. Македонија се медиокретизира. Македонија го губи потенцијалот за умот, го губи Македонија едноставно. Добро, и тогаш ако е велите дел од проблемот, иако креатор од проблемот е и ДУИ и ВМРО, да помена меѓународната заедница инсистира низ целиот овој период да седнат на маса и да преговараат, токму креаторите на проблемите, како би ги решиле тие тогаш проблемите. Тоа станува невозможно и се гледа веќе низ целиот оваа година. Не е невозможно. Не, прво соработката на сите во ова движење против оваа власт мора да ги опфати сите без разлика на етничка верска припадност. И на овој план се прават грешки. Во обединувањето на моќта, на силата да се сруши овој режим. Се прават грешки. Тој потенцијал на сите албанци што не се задоволни не е вклучен. Имаме блефери и кајнив во политиката. Зашто направија посебен... Имаме ловци во матно и кајнив, како и со македонскиве представници. Исто се случува и таму. И таму има блефирање на загриженост. Всушност чекање на момент како да се зграбчи колач од власта. А мнозинството албанци исто чувствуваат како и мнозинството... Истите проблеми ги има. Македонци. И тој потенцијал треба да се собере без предрасуди. Од СДС, од за граѓанскиот сектор, што не е спорно. Тоа и другите политички партии. Треба да се каже завршија оние времиња кога на тоа се губеше поени некакви за да влезеш. Не е време за суети, за... Ниту за национализам. Не, национализмот веќе... Стално ќе има такви идиоти. Ама мислам дека народот веќе го прочита тоа. Меѓутоа, тоа може да биде победено, бидејќи мнозинството не е за тоа. Дефинитивно, и кај албанци, и кај македонци, и кај турци, и кај роми, и кај сите. Не е за тоа. Проблемот е на мобилизацијата на тоа мнозинство, на организацијата, на соединувањето во ударна сила која што ќе го сруши овој режим. И тука ние сите треба да работиме на таа точка. Режимот ќе падне, се разбира, нема режим што не паднал. Но прашањето е на цената за тој пат. Веќе имаме огромна цена испорачено од владењето. Колку уште штета ќе направат овие скотови во власт? Тоа е прашањето. А колку ќе направат уште
Одговорите сме сите ние на другата страна. Ние не сме А, амнестирани од нашата одговорност. Вината ќе Секој се од нас носи треба да на- се прашаме што ние правиме за За целиот правевме? допринос Вината и ќе се целиот носиме за Ете тоа. 10 Да, години. да. Добро, јас благодарам што бевте во. Благодарам.